Спортот денеска е исправен пред најголемата опасност ергогените средства, употреба на хемиски супстанции и материи со намена за зголемена физичка способност и капацитет на спортистот на повисоко ниво од генетски детерминираното или стекнато со тренинзи. Стероидите или препаратите од тестостеронот најчесто билдерите ги користат за забрзана синтеза на протеините за побрзо зголемување на мускулната маса и агресивноста. Големо од овие материи, супстанции се забранети или се со ограничена употреба. Постои од 2000 година Светската здравствена организација признава или постои постоење на ВАДА, односно тоа е Светска антидопинг агенција, која што во 2000 година на 1 јануари воспостави правилник на кој што има листа на супстанции кои што се забранети и кои што не треба да се употребуваат, односно нивната употреба ќе ги направи на допинг позитивни. Според Законот за спорт во дел здравствена заштита и антидопинг контрола, членот 55 најдиректно се однесува на допингот. Во Законот се вели дека допинг контролата е составен дел од мерките за здравствена заштита на спортистите, а за спроведување на Конвенцијата за антидопинг контрола е надлежна Националната антидопинг комисија, составена од стручни лица. Во земјава едукацијата во клубовите и спортските сојузи е недоволна. Сето ова го зборуваме со цел да направиме една едукација и да објасниме дека употребата на овие средства, го повторувам уште еднаш, е несоодветна, неморална, неетички и крајно опасна. Кој ќе се обиди или ќе ги користи, треба да си ги сноси и последиците од нивното користење. Доколку користите стероиди, правите кривично дело. Без лекарски рецепт стероидите се забранети за поседување и дистрибуирање и без разлика дали сте обвинети со намера за дистрибуција или само за поседување, во очите на законот е исто како да дилат или да користите кокаин. И покрај ова корисниците на стероиди успеваат да ги набават од теретаните, од продавниците за суплементи, па дури и да ги нарачаат од интернет. Корисниците на стероиди велат дека без хемијата мускулната маса им се покачува помачно и побавно. Со помош на хемијата проследена со напорни тренинзи и посебна исхрана, тие можат да постигнат резултати какви што бодибилдер без хемија и не би ги постигнал никогаш по природен пат. Сите овие детали ја докажуваат на некој начин ефективноста на стероидите во бодибилдингот, но последиците кои може да ги имаат при набавување и конзумирање се ризик по здравјето и животот. Новите генерации се малце така немаат толку јак дух спортски како што имаат луѓето на времето. И сакат се да дојдат по заобиколен пат, значи да го фатат по краткиот пат кон успехот, без разлика дали во бодибилдингот или во некоја друга дејност. Во медицината тешка собраќајка ако има некој не може да го станат од кревет, тогаш му дават декадураболин, тоа е една врста на стероид кој има многу малце штетни дејства, за да го накрени да му ги спои мускулните ткива оштетени, коските, лигаментите. Значи тоа се позитивно. Исто позитивно нешто за стероидите, луѓето, машкиот пол, стари, со текот на времето, пошто го губи природниот тестостерон. И тоаш може над 40-45 година да зема мали дози, али пак мали дози на тестостерон и тоа го држи да биде помлад, поконцентриран од стероидите, не само мускулатурата, туку го подобрува памтењето и концентрацијата. Во последните години има многу спортисти позитивни на допинг. Последен случај е со атлетичарката која што беше кандидат за Олимпијада. Најмногу вакви има во фудбалот, ракометот и кошарката. За испитување се зема или урина или крв. Тестовите се анонимни со кодови, па само доколку спортистот е позитивен се открива неговото име. Во Македонија годишно се прават од 60 до 80 антидопинг тестови, најмногу помеѓу прволигашките фудбалери. Во фитнесот и во бодибилдингот за разлика од другите спортови не постои допинг контрола. Контрола немало на ниту едно државно балканско, европско или светско првенство. Според кривичниот законник на Република Македонија, стероидите спаѓаат во прекурсори и според членот 215 неовластено производство и пуштање во промет на наркотични, други психотропни супстанции и прекурсори, казните се или парични или од 1 до 10 години затвор во зависност од тежината на делото.